Оваа недела остануваме и понатака во регионот Долен Дринкол, но овој пат се упатуваме за неколку километри поблиску до градот Струга, па се искачуваме нагоре во преубавата Јабланица. На неколку километри горе над патот Струга-Дебар, на падините на убавата Јабланица, се наоѓа село Модрич. Модрич е село од разбиен тип, распослано по планинските падини, на надморска височина од 880 па се до 1000 метри, на местото каде некогаш се наоѓала Модричката тврдина. Во далечната 1900 година, во Модрич живееле 960 жители, додека според пописот спроведен во 2021 година во селото има само 8 постојани жители. Во дворот на неговата куќа го најдовме нашиот домаќин Драган Аџиоски, додека со своите внуци ја наводнуваше својата бавча. Јас сум Драган Аџиоски, пензионер. По занимање сум бев, односно градежен техничар. И цел живот така и го заврши до пензионирање. Ни ја раскажа својата животна приказна и начинот на кој го минал својот работен век. Како и за својата занимација, со која денес ги исполнува своите пензионерски денови. Сум бил по странство преку фирма Гранит во повеќе држави: Украина, Бугарија, Русија, Албанија, Босна бев и Херцеговина, и Ирак најпрво бев таму, на кратки стази. Значи, не долгорочно. Сега како пензионер, овде направивме една викендица и со една мала бавчичка се занимавам, така да ми поминува времето. Природата, жива природа е овде, чист воздух и значи ми е многу пријатно. Чичко Драган ни раскажа за своите спомени поврзани со селото, преполни со живост. Сеќавајќи се како некогаш се живеело во Модрич. Како од училишниот двор се слушал жагорот на децата додека играат. А порано овде беше селото полно со живот, со буквално кажано со луѓе. Се занимава со сточарство, земјоделие и значи со крупна стока. И селото броеше некаде во тие времиња околу 100 куќи. А во жители, гледано во жители, значи повеќе од 300 жители. Овде имавме ние основно училиште до 4-то одделение. Имаше школскиот двор, беше препон со деца, ученици, и тука го завршивме тоа основно, тогашно 4-то одделение. А тогаш, како и сите села низ нашата држава, започна иселувањето и од село Модрич. Селото започна да се празни и секојдневно да станува што потивко и потивко. И после тоа
почна селото да се оцелува. Значи, да се оцелува, што значи тоа? Почнаа да бегаат по странство. По подобар живот, подобра плата, подобра иднина, така да постепено селото остана, да не речам буквално, празно. Моментално во селово живеат 2-3 куќи, значи, каде по еден, каде по двајца, пензионери, и доваѓаат само преку летниот период. А пошто е ова планинско село, преку зимата не доваѓаат, бидејќи има и снегови, мразови, тие работи. А претежно луѓето се оцелени фамилиарно, значи ти кажам, во Швајцарија, Германија, Австралија. Значи, овие се најзастапените земји на кои луѓето се оцелили. Веќе неколку години во село Модрич се раѓа нова традиција, која секоја година се одржува во дворот на училиштето во селото. Тоа е Модричката средба, која оваа година се одржа токму денес, на 25 јули, на која оваа година имаше и промоција на книгата за Модрич. Зашто ни раскажа нашиот домакин Драган? На 25 јули, значи оваа година, во школскиот двор одржуваме традиционално повеќе од 6-7 години Модричка средба, на која доваѓаат луѓе и од соседните села, и од селото нормално, и со музика, значи има музичка програма, нормално има и за јадење, за пиење, и тука се собираме да си го означиме селово да е како постоечко. А оваа година ќе имаме промоција на книга за селото, по секоја фамилија, значи, од наши дедовци, прадедовци, чукундедовци, како да кажам, и ќе има, значи, промоција на таа книга, кој што може секој да си ја купи и да разбере што и кои биле нашите предци. Би сакале нашите села да бидат живи со жители и живот, но и манифестациите се убави кога нема друг начин. Се надеваме дека ќе дојдат денови кога луѓето ќе сакаат и ќе имаат можност да остануваат и да живеат по селата, но дотогаш продолжува празнењето на нашите прекрасни села. А ние тука некаде ја привршуваме и овонеделната авантура во преубавото село Модрич, заминувајќи од тука со нови пријатели како господинот Драган и неговата фамилија. Му се заблагодаруваме на нивното гостопримство и се надеваме дека повторно ќе се дружиме во некоја наредна прилика. Продолжете да не следите и се гледаме наредната недела, со нова авантура од некое друго преубаво село во нашиот роден крај.